Значи, ќе говорам за Божјата љубов и нашиот одговор, нешто што одвам не сум зборал. Често ме прашуваат кога доаѓаат гости, кога се жалиме дека и финансиската ситуација не е добра, ме прашуваат: ти проповедаш ли за давање? Јас им велам, до сега, и тоа е вистина, само еднаш во 23 години проповедање, само еднаш сум проповедал на ваква тема, специјално давање. Ова ќе ми е втор пат, зашто ветив дека ќе зборам на оваа тема на еден човек. За давањето. Меѓутоа немам таблет. Ќе ми даде ли некој таблет? Емануел, ќе ми дадеш таблет? Колку му е лесно да му даде таблет, да ми даде. Знаете зашто му е лесно? Зашто не е негов, туку е мој тој таблет. И секогаш кога даваме нешто што не е наше, не е лесно да се разделиме од него. И ако знаеме, и ако веруваме дека всушност се што имаме е Божјо, а не наше, телата, способностите, здравието, средствата, силите, времето, ако знаеме дека се е Божјо, тоа се е Негово, тој е Господар на се, тогаш нема да ни биде тешко кога тој ќе ни побара во времето, на начинот, она што ќе го побара, да му го дадеме. Ако знаеме дека се е Негово. Не би требало да ни биде тешко, исто како што не беше тешко сега да го добиеме ово, да се раздели Емануел од ова што е на маса, зашто не е Негово, што е не е мое, а на крајот на Христо не е ниту мое. Значи, фокусот ќе ни биде на давањето, меѓутоа, и во овој текст можеме да видиме, Бог го говори ова слово кон Израел за давањето на Божиот народ, како одговор што треба да го имат тие кон љубовта што тој ја покажал. На самиот почеток, уште во првиот стих, вели Бог: јас ве возлюбив, јас ве засакав. И вашиот одговор, вашата реакција на мојата љубов треба да биде ваша посветеност. Треба да биде давање. Бидејќи има многу индикатори за нашата посветеност на Бог, има многу лакмусови хартии во кои се покажува колку ние го сакаме Бог и колку ние сме му посветени. Еден од тие показатели е и давањето. Давањето не само на средства, воопшто давањето на себе си. Од тоа кај ни одат средствата, од тоа зашто ни се троши паричникот, од тоа зашто ни го трошиме времето, од тоа во што ги вложуваме силите, се покажува и што ни е важно во животот, кој ни е приоритетот во животот. Тоа е еден генерален показател, тоест кого почитуваме ние со нашите ресурси. Многу е важна оваа тема и самиот Малахија, кога го пренесува ова Божо слово, наидува на реакции, бидејќи е суптилна темата. Тој дури и на констатацијата дека Бог ги возлюбил, луѓето реагираат и велат: па како не возлюбил Бог? Потоа вели Бог: па вие не го почитувате моето име. Како бе не го почитуваме? Вие го сквернавите мојот жртвеник. Како го сквернавиме? Вие ме крадете. Како те крадеме? Постоја на секоја констатација на Бог, народот имаше, народ и свештенството, има прашање, тоест има некои аргументи да го побијат Бог. И ние сме така, како луѓе, како христијани, на доктрини, на теми кои не ни се допаѓаат, имаме веднаш начини како да бараме аргументи, теолошки, доктринални. И посебно за давањето. Например, една од најспорните теми во црквата или доктрини е доктрината за давањето или доктрината за десетокот. Многу христијани не веруваат воопшто дека треба да се дава десеток. Борен се врти. Не знам зашто, може би бара да види некој
таков, нема. Верувам дека меѓу нас нема. Вистината е дека не е лесно да се зборува за тоа, нема било сигурно лесно и на Малахија, кога го кажал тоа слово да ги слуша сите тие реакции. Оди во храмот и слуша хор од свештеници како се спротивставуваат. А Бог им вели, јас ме возлюбив. Како бе не возлюбив? И Бог им вели, па видете го Едом, видете го Исав, видете ги планините, долините на Едом и Исав, опустошени се. Видете ја земјата што јас ви ја дадов. Па јас ви ја дадов неубавата земја, ви изведов од робството во Египет. Ве водов во земја во која што тече мед и млеко. Видете го потомството на Јаков и потомството на Исав. Исав го замрзив, Јаков го засакав. Вие сте децата на Јаков. Споредете ги, па вие сте народот кој изобилува најмногу со благослови и со блага. И пак народот прашува, па сето тоа е досадно. На крајот на првата глава констатира дека Господниот жртвеник е некаква досадна работа, здодевна работа. Да се сака Бог, да се пренесува на Бог, сето тоа е здодевно. Зошто? Голема работа. Бог не засакал. Тоа се аргументите што ги дава народот во време во кој живее во тежок духовен и морален пат. И ова книга, ајде кажем нешто за книгата, Малахија, е сместена со право на крајот на Старозаветниот канон, зашто е напишена и последна. Таа е после Агеј, Захарија, Неемија и потоа оди книгата Малахија. Напишена е како последни предупредување што ги дава Бог во Стариот Завет. Тоест напишена е, тоа се последните зборови што Бог како предупредување ги дава на народот, после кој следи молк од 400 години. Во период од 400 години до Јован Крстител не се појавуваат повеќе пророци кои ќе го предупредат народот. Реков, народот е во една западната во духовна криза. Како се доаѓа до таа криза? Овдека веќе луѓето живеат 100 години повторно во Јудеја, во Ерусалим, после вавилонското робство. Беа во робство 70 години, како што Бог вети ги врати назад и помина веќе 1-2 генерации. Првата генерација која се врати, некаде 530 година, пред Исус, се разочара кога виде каква е ситуацијата во Ерусалим. Виде храм во урнатини, виде град во урнатини. Но почна со ентузијазам да гради. Веднаш го обновија жртвеникот. И почнаа да ги празнуваат празниците, почнаа да ја слават Паската, саботата, да пренесуваат жртви и го започнаа богослужебниот живот. Меѓутоа, тој нивен ентузијазам не траеше многу, се свртеа кон граде на нивните домови и почнаа да велат, не е сега време да го градиме храмот, да си ги градиме домовите. И тогаш Бог им го прати Агеј и го прати Захарија и ги предупреди дека треба да го градат Божјиот дом. И тие се вратија и почнаа да градат. Го изградија храмот. Дури во времето на Неемија ги изградија и ѕидовите околу градот. Меѓутоа се замина таа генерација, дојде нова генерација. Генерација за која што беше вообичаено да се живеат со храм, во град обновен, во куки, во ветената земја, и тие не го ценеа толку она што Бог го направи кога се вратија од робството. Заборавија, едноставно како што тоа се случува циклично во Стариот Завет, заборавија за Бог. Меѓутоа Бог не заборави, по љубовта што имаше кон нив, не заборави за нив. Им го прати Малахија како што порано ги праќаше и останатите пророци. Ги прати Малахија за да ги предупреди дека прават нешто многу страшно. Вели, вие не ме почитувате, вие ме сквернавите мојот жртвеник и ме крадате. Многу сериозни обвинувања. И народот, вклучително свештениците, аргументира, поставува прашања. И Бог им даваше, им одговори во што всушност се состои презирот, непочитувањето, сквернавењето и крадењето. Вели, вие го презирате Господното име. Во што? Прашува народот. Или, како се покажува непочитувањето кон Божјото име, непочитувањето кон Бог? Бог се открива овде, кога гледаме, и самиот Бог вели,
Јас сум вашиот татко. Синот го почитува татка си, а робот господарот свој. А ако сум јас татко, тогаш каде е почита кон мене? И ако јас сум Господ, тогаш каде е стравот пред мене, вели Господ Савот. Вие свештениците, кои го презирате името мое, велите во што го презираме името твое. Еврејскиот народ сакаше Господ да биде Саваот. Сакаше Господ да биде нивниот Бог, Јахве да биде заветен Бог, кој се ги исполнува заветните ветувања, го штити народот, го пази, го води, го храни, му дава благослови, му дава плод од земјата. Сето тоа беше посакувано од народот. Меѓутоа, Јахве не беше само татко на Божиот народ, тоест Бог кој исполнува ветување кон народот. Дури ако беше само татко, тоа си носи и должности, одговорности. Дури ако е само Бог нашиот татко, ние како негови синови имаме некакви одговорности, долгови, почит кон таткото. Меѓутоа Бог не е само татко, тој вели јас сум Господ Саваот, Господ на сите сили. Тоест Господар на се. А се останато е подчинето на мене. Тоест овде ке говори за однос меѓу Господар и слуга. А односот пак меѓу Господар и слуга уште повеќе потенцира одговорности. Јас сум вашиот татко, кој се грижам за вас, и заради тоа треба вие да ме почитувате и да исполнувате некакви одговорности. А уште повеќе па, ако знаете дека јас сум вашиот Господар. А робот има многу обврски. Ние сакаме на Бог да гледаме како на татко кој не љуби и се грижи за нас. И само како таков сакаме да гледаме на Бог. Стариот Завет многу педантно, многу подробно ги изнесува обврските што ние ги имаме кон Бог. Новиот Завет не го прави така толку јасно и детално, но Стариот Завет е многу прецизен во сето тоа. Дека ние имаме многу обврски. Ако не ги исполнуваме, тоест ако воопшто не гледаме на Бог како некој кој треба да го почитуваме со покорност и послушност, тогаш останува на Бог да гледаме единствено како на слуга. Слуга, чија што должност е да се грижи за нас. Тоест, тој постои за да се грижи за нас. Ние постоиме за Бог да ни слугува. И Господ Исус во еден момент ги праша луѓето и им рече: зошто ме нарекувате Господи, Господи, зошто ми викате Господи, Господи, кога не ги исполнувате моите заповеди? Тоест, с други збори вели, подобро викајте ме слуго, слуго, а не Господи, Господи. И кога се обраќаме кон Бог, подобро да не му велиме Господи Боже наш, туку да велиме слуго наш, кој ги исполнуваш нашите потреби. Зошто, ако не ги исполнуваме нашите обврски кон Бог, ние гледаме на него како на слуга. И тоа е презир на Господовото име. Презир на Јахве Савот. Презир кон Господ на господарите. Господ на сите воинства, Господ на сите сили. Тоа е страшен презир или страшно непочитување. И тоа е првото со кое што започнува во дебатата што Бог ќе има кон луѓето. Вие го презирате моето име. И потоа вели, вие го сквернавите жртвеникот. И пак нели прашуваат, па како го сквернаваме олтарот? Со тоа што она што го извршувате кон мене, не го извршувате на начинот кој што јас барам од вас да го извршувате. Бог беше пропишал луѓето она што ќе го донесат во храмот, на олтарот, да биде најдоброто, најубавото, да бидат првите плодови од жетвата, да бидат добиток кој нема недостатоци. А вели Бог, видите Бог што им вели. А на жртвеникот мој вие принесувате нечист леп и велите, со што те осквернуваме? Со тоа што велите, трпезата Господа не заслужува почитување. Со своите дела тоа го покажувале. Тоа
И кога како жртва пренесувате слеп добиток, не е ли лошо? Или кога пренесувате хромо и болно, зари тоа не е лошо? Ако го однесеш тоа на твојот кнез, ќе биде ли тој задоволен од тоа и ќе те примили со радост, вели Господ Савот повторно. Како него како вие непочитување покажувате кон Господовата трпеза, тоа велите не заслужува Господовата трпеза почитување. Па вие носите мувлосан леп. Тоа вели. Мувлосан леп. Ќе ви остане нешто дома и нема што да го правите, мислите да го фрлите, зашто ќе го фрлиме, ај ќе го однесеме во храмот. Или некое болно, хромо животно кој не може да го продадете, што ќе му правите? Ај ќе го однесеме во храмот. Тоест, тие гледале на храмот, гледале на трпезата во храмот, како на депонија, каде што можат да однесат она што не им треба дома. И онака би го фрлиле. И како оние што ги стават од Црвен крст и овдека има контейнер за стар облик. Собираме од плакарите она што не ни треба, нема што да му правиме и да не ни пречи го оставаме во такви контейнери. Некому да му заврши работа. И они се ќе заврши работа во Божјиот храм. Свештениците, левитите, они нека јадат од тој мувлосан леп. Они се свети луѓе, ништо нема да им биде. Така се однесувале. Покажуваме сквернавање кон светилиштето, кон Божјото име, кога ги пренесуваме остатоците. Остатоците, откако сме направиле веќе пресметката за она што ни треба, а што не ни треба. Кога ќе направиме план за денот, што ќе правиме, и ако остане време за читане, ќе читаме Библија. Ако не остане, нема да читаме. Ако остане време за молитва, ќе се молиме. Ако не остане, нема да се молиме. Правиме некаков список. Мора да платиме струја, зашто струјата, ако не ја платиме, ќе не исклучат. Платиме за вода, зашто мора да платиме, ако не платиме, ќе ни исклучат. Парно. Мора да вратиме од кредитот, што ќе ни ја блокираат сметката. Ако остане за храмот, за Божиот дом, ќе дадеме. Ако не остане, нема да дадеме. Тоа е презирот или сквернавењето во Божјото име. Ако некој човек му се родиле, кравата му родила 2 телиња и рекол, жено радосен, едното теле кој ќе подпорасне, ќе го продадеме и парите ќе ги дадеме како принос во црквата. И поминало малку време жената го прашала, реши ли кое теле ќе го дадеш за црквата? И тој рекол, не сум уште, ама ќе решим. Така, поминало што малку време дошол така разочарен и рекол, жено, телето што беше за црквата почина. Умре. И нема да дадеме ништо. Во тој момент тој решил дека она теле што го загубил е телето за црквата, не неговото. Тоа е односот, тоа е она сквернавање за кое што и Малахија говори овдека. И на крајот вели, ако ова го однесете на вашиот кнез, а кнезот во тоа време бил Дарий, нивен кнез бил Дарий. Земи бајат леп, мувлосан леп и однеси му на Дарий. Ке се израдували. И тука Бог применува иронија, зашто знае дека ако му однесеш на Дарий таков леп, нема да се вратиш со глава, со жива глава. Ке ти одсече главата. Тоа вели Бог. А вие мене на Господ Савот. А Господ Савот е Господ на Дарий, на нивниот кнез. Тоа значи Савот. Тој е Господ на сите цареви. Мене ми носите мувлосан леп. И го презирате Божјото име. И на крајот е тоа овдека најчудното. Овдека самиот Бог се прашува, можно ли е воопшто некој да краде од Бог? Може ли човек да краде од Бог? И ова е како реторичко прашање што самиот Бог си го поставил. Во претходните прашања тој констатира, вели, не прашање, туку тој дава констатации, вие го презирате Божјото име, вие, а овдека тој самиот се чуди, се вели, можно ли човек воопшто да го краде Бог? Но вие
kradete od mene? Kako je uopšte možno čovjek da se osmeli da krade od Бог? To je ona прашањето што си го поставува Бог овдека со зачуденост. Може ли, со други зборови, созданието да го краде својот Создател? Може ли народот кој бил спасен од такво робство, како Египет, а потоа и Вавилон, и на кого што му било покажена таква милост, да краде од својот Бог? Така го поставува, на таков начин го поставува Бог прашањето. Како може човек да биде крадец на својот избавител, на својот спасител, на својот Господар? И тие го прашуваат пак, а во што те крадеме? Па вели, крадете од десетокот и приносите. И затоа, вели, со проклетство сте проколнати, зашто ме обирате, вие и сиот народ. Донесете ги сите десетоци пред вратите, па да има храна во мојот дом. И барем во тоа испитајте ме, вели Господ Саваот. Зар нема да ги отворите небесни и да излијам благослови на вас, па да имате и на претек. Вели, ме крадете во десетоците и приносите. Бог имаше пропишано во заветот што го склучи со Божиот народ, во една од заповедите, да даваат десеток од своите приноси, од она што ќе се роди, од она што ќе го добијат. И народот требаше тоа да го пази, да го зачува. Тие требаше да пренесуваат тоа, сето тоа да го пренесуваат во храмот и таму да послужи како подршка на храмот, на трошоците во храмот и на левитското племе кој служеше како свештенство во храмот. Какво беше циклусот или загубата? Кога народот како овдека, во овој случај, ќе престанеше да ги носи своите приноси во храмот, зашто трпезата не заслужува почит, опаѓаше службата во храмот. Свештениците ја губеа работата. Престануваше читањето во храмот на Словото, на Заветот. Престануваа богослужбите, престануваше пренесувањето на жртви, тоа се разречуваше и на крајот замираше работата во храмот, а народ паѓаше во духовна и морална декаденција, во пропаст, духовна и морална пропаст. И тоа беше секогаш случај. Кога народ ќе престанеше да исполнува таа заповед, како реакција, како резултат доаѓаше паѓањето, духовното паѓање на народот. Видите ли, кажеш, тоа е старозаветна историја, тоа е старозаветна заповед, тоа е старозаветно учење. Ние, како новозаветни христијани, немаме таква обврска, велат некои. Вистината е дека десетокот не е дел од законот, само дел од законот. Многу пред законот, зашто велат новозаветните христијани, заветот, а тоа е, ние сме денес над законот. И бидејќи сме над законот, законот повеќе не важи за нас. И така е, законот не важи за нас. Но ако не сме под закон, тоа значи дека ние сме над закон, над законот. И уште една работа, десетокот не се појави со законот. Ние гледаме уште пред законот, кога Авраам се сретна со Мелхиседек во Битие 14 глава, од кога извојува победата над 4 источни цареви и го ослободи неговиот внук Лот, дојде еден свештеник, Мелхиседек, и тогаш Авраам му даде десеток од сиот плен на Мелхиседек. Многу пред 400 години пред Бог да склучи завет со еврејскиот народ. И за овој случај авторот на посланието до евреите говори во
7 глава. И таму кажува за тоа како Авраам дал десеток на Мелхиседек, потоа на тој начин, како предок на левитите, тој дал пред нив десеток. И потоа вели, прави споредба меѓу левитите, давањето на левитите и новозаветното давање на Христос. И во 8 стих на 7 глава вели: а во едниот случај смртните луѓе зимаат десеток, тоест левитите, а во другиот оној за кого што се сведочи дека е жив, тоест Христос. Говори за десеток, со што јасно станува во случајот дека раната црква продолжила да го практикува тоа. Навистина, авторот овдека пишува до евреи и веројатно евреите по инерција тоа продолжили да го прават. Меѓутоа, интересно дека Новиот Завет воопшто кога говори за законот, кога говори за фактот дека ние не сме веќе под закон, туку сме по благодат, ги променува во однос на извршувањето на заповедите, тоест во однос на покорноста кон Бог, нашата одговорност кон Него. Единствено се променува мотивот, но не и степента во која ние треба да се покоруваме на заповедите. Тоест на она што Бог го бара како Господар од нас. Бидејќи на почетокот видовме во Малахија, Бог вели: вие го презирате моето име. Како го презираме? Го презирате со тоа што не ги извршувате моите заповеди, со тоа што не се однесувате кон мене како Господар. Вие од мене очекувате да бидам вашиот слуга. Имаме одговорност да извршуваме, да ги исполнуваме заповедите. Она што е неговата воља, она што тој го бара многу прецизно напишано во Словото. Во Новиот Завет, бидејќи ние не сме под закон, а сме под благодат, мотивот е благодатта. А кога имаме мотив благодат, тогаш стандардот е многу повисок. Кога некој дава под принуда, зашто законот вели така, тогаш неговото давање е ограничено на еден десеток. Но кога некој дава од љубов, бидејќи Бог вели на почеткот: јас ве засакав, и можете да погледнете, споредете ја башта земја и Едомската или земјата на Исав, и ќе видите колку сум ве засакал. И бидејќи јас ве засакав, вашиот одговор треба да биде одговор на љубов. А кога нашиот одговор е од љубов, благодарност, тогаш стандардите се многу повисоки. Например, кога пишува на Коринтијаните, 9 глава, 7 стих, тој вели: давајте со радост, од срце, предизвикано од благодарност. Тоа е мотивот. Интересна работа. Во целиот Нов Завет, Бог само пофали само едно давање. И тоа беше давањето на една жена која даде се што имаше. Тоа беше пофалбата. Само во единствен случај. И ако бараме стандард за давање, стандардот е благодатта. Господ Исус Христос рече дека фарисеите даваат десеток во проповедта на планината. Не ги укори заради тоа што даваат десеток, туку заради мотивот поради кој даваат. И тој таму дури рече во 20 стих во 5 глава: ако вашата праведност не ја надмине праведноста на фарисеите, нема ни да дзирнете во Божјото царство. И што значи тоа? Кога Исус Христос ги даде за пример, како пример за праведност фарисеите, тој не ги даде како лош пример. Тој им го даде на луѓето на високиот стандард на праведност што постоел во тоа време. Луѓето, кога тој го кажува тоа на луѓето, кога спомнува фарисеи и праведност на фарисеите, во главата на луѓето веднаш се истакнува висок стандард за праведност. Зашто во тоа време луѓето верувале дека фарисеите се најправедните. И ако Бог почне да суди, луѓето сметале дека само фарисеите ќе бидат спасени.
Тоа било разбирањето на луѓето за праведност. И Бог вели, ако, тој е Исус Христос, да, тој е Бог, ако вашата праведност не надмине нивната праведност, во се, нема да го видите Божјото царство. Тоа е идејата всушност за давањето. Идејата е дека ние даваме на Бог кој толку во Стариот Завет ние имаме изразена Божја љубов преку грижа кон Божиот народ, избавување од робство, благословување во однос на другите народи, издигање на еврејскиот народ и така натаму. И ветување за Месијата. Ние во Новиот Завет имаме многу повисок израз на Божјата љубов, а тоа е жртвата на неговиот син Исус Христос. И реакцијата на Божјата љубов би требало да биде многу појасна, многу поистакната отколку она што е во Стариот Завет. Да, во Новиот Завет никаде не се спомнува дека треба да даваме десеток. И јас мислам дека со право Новиот Завет не го вклучува тоа во заповедите, но никаде и не вели дека не треба да даваме. Тоест нема ограничување. Или, ако сакате, десетокот е минималниот стандард во Новиот Завет. Тоа е духот, целиот дух на Новиот Завет. Ние го крадеме Бог, како што овдека обвинува Малахија, воден како Божи пророк од Божиот збор, ако не го даваме онаа што му припаѓа на Бог. Не само како средство, и како време, и како сили, како се. И ако не ги даваме, не го даваме онаа што треба да го дадеме во Божиот храм. Денес нема Божи храм. Навистина нема храм. Во Стариот Завет се носело во храмот. Меѓутоа, во Новиот Завет храмот е неракотворната творба што ја созидуваат Божите луѓе, црквата. Христос стана голниот камен на црквата, тој се даде за црквата и тој ја гради црквата. Тој се жртвуваше за да ја гради црквата и Христос ја гради. Рече, јас се градам на карпата, на неговата карпа, тој ја гради црквата. А црквата не е нешто абстрактно. Црквата или најнепосреден израз на црквата е локалната црква. И кога Павле им кажуваше, например, на коринтијаните, кога треба да соберат или кога велеше кога да собират, тој им го посочува првиот ден во седмицата, тоест неделата, денот во кој што тие се собираат во локалната црква. Тоа е така, Божиот храм се гради во локалната црква. И начинот на кој што се дава е локалната црква. Тоа е принципот што постои во целата Библија. Ако тоа му припаѓа на Бог, зашто Бог вели, кога вие не давате, од мене крадете. Ако тоа што го даваме му припаѓа на Бог, тогаш ние не можеме сами да решаваме како ќе располагаме. Например, има случаи, сум слушал луѓе кои велат, моите родители имаат ниски пенсии, па јас мојот десеток им го давам. Добро е да ги помагаш родителите. Но ако дарението, она што е за Бог му припаѓа на Бог, ти треба да го дадеш во Божиот дом. А останатото од другите работи ќе им помагаш на родителите. Бидејќи, пак ќе кажам, нашето давање во Новиот Завет го надминува старозаветниот стандард. Не можеме своја лична служба да се финансираме со она што сметаме дека му припаѓа на Бог. А што го причинува крадењето од Бог? Прво, непокорноста. Сум забележувал во служењето, кога како луѓе тргнуваат, почнуваат, да се градат духовно и кога ќе дојде моментот веќе за пари, давање, вложување, не само финансии, во секој поглед, финансиите стануваат главниот конкурент на Бог. Главниот. Имаше и
Господ Исус таков случај. Дојде на млад, богат, успешен човек кој го исполнуваше законот во се. Тоа вели дека не грешел во поглед. Иако и тоа не е точно, бил многу доследен во тој поглед. И Христос воопшто не спореше дали го исполнува законот. Му рече само една работа. Продај се што имаш и разви го на бедните и тргни по мене, да ме следиш, да станеш мој следбеник. И тогаш гледаме дека многу му стана тажно на човекот и си тргна натажен. Зашто тоа што го имаше беше конкурент во однос на следењето на Бог. А недавањето, непосветеноста во тој поглед покажува и непокорност. Не грижа за делото на Бог. Дали самиот Бог им каже: донесете ги сите приноси, за да има со што да живее Божиот дом. Така им рече во 3 глава 10 стих. Прво, од тоа колку се вложуваме во секој поглед зависи колку ние се покоруваме, тоест каков е нашиот одговор кон Божјата љубов, а исто така покажува и каков е нашиот колку е нашата грижа или интерес за развивање на Божјото дело. Зашто активностите, на крајна мера, активностите, служењата, животот во Божјото тело, во црквата, степенот на сето тоа ќе зависи од тоа колку ние, сите ние, сме заинтересирани да се градат, да се развиваат службите и на тој начин. И преку нашето вложување на време, на усилби и на финансии. Во колкува мера ние сакаме да си го самите да си го покриваме она што е за нас како служење. И на крајот, можеби за нашите стандарди, во нашиот контекст, најголемата причина е грижата. Тоест, дали ако ние му го дадеме она што сметаме дека му припаѓа на Бог, дали Бог се погрижи за нас, т.е. дали нема да останеме гладни, дали ќе имаме да си купиме леп, т.е. дали оној дел, колку и да е, 5, 10, 15% или 2%, дали мислиме дека ако ги дадеме, ќе останеме гладни, т.е. нема да имаме за леп. И во тој случај всушност ние покажуваме дека повеќе се доверуваме на тие неколку проценти, отколку на Божјата грижа за нас. Ако ние сметаме дека ако ги дадеме тие и ќе останеме гладни, тоа значи дека ние зависиме од тоа, дека тоа е нашата сигурност, а не Бог. И Бог вели, ова е единствениот случај во Библијата каде што Бог вели испитајте ме. Обично тој вели немојте да ме испитувате или искушувате. Не искушувајте го Господ својот Бог. А зборот искушување или испитување е еден исти збор во оригиналниот текст. И тоа вели испитајте ме, барем во тоа, во 10 стих. Вели Господ својот. Зар нема да ги отворам отворите небески? И овој збор отворите небески се употреба само на едно друго место во Стариот Завет. Во случајот кога пушти потоп, пише дека се отворите небески и се излеа дожд на целата земја. Ели, испитајте ме, дајте си го на што должите, што треба да го дадете, и видете, испитајте ме, видете дали нема да ги отворам сега отворите небески. И ќе имате благослов, па да имате и во претек, и на претек дури. Нешто слично им пишува и Агеј на 100 години порано, кога повторно народ велеше не е време да го градиме сега храмот, туку време е да ги градиме нашите куки. И тогаш им рече, да, вие собирате, време е за вашите ниви, собирате, меѓутоа како да ставате во дупнати вреки, како да ставате во дупнати джебови, се ви се расипува, немате благослов од ништо. Испитајте ме. Свртете го вашиот фокус кон важното, кон вечното. И тогаш ќе видите, зар нема јас да ги направам тие работи.
Неверие за Божјата грижа. Јас верувам дека има луѓе кои, аз пак ќе кажам, значи ова ми е втор пат за 23 години да проповедам на таква тема. Ме прашуваат други пастори, ме прашуваат пријатели, соработници на Божјото дело од други држави, дали проповедам. Јас им велам искрено не проповедам. Но сега решив да проповедам, поттикнат од едни разговори што ги имав. И јас верувам дека ова црква има луѓе кои што дават. Зашто во секоја црква има секакви. Јас верувам дека и во Израел во тоа време имало луѓе кои одобрувале. Имало луѓе кои веле во што те крадеме, во што те презираме, во што ги правиме сите тие работи. Аргументирале. И на крајот на криштата, кога завршил Малахија, сигурно многу луѓе се отишле со бунтовни срца на крајот на криштата. Барале теолошки аргументи. Може би ова ќе се случи меѓу нас, не верувам, не сме такви, но ако се случува, добро е пак да размислиме, зашто и овој текст, како и целото Божјо Слово, и оваа книга во Стариот Завет е боговдахновена. И е за наша поука. За нас е оставено ние да се поучуваме и ние да се земаме пример од оваа книга. Божјата порака, која е кажана во оваа книга, се конфронтира со секој обид да се спротивставиме на тоа слово. И поттикнува на послушност и покорност. Тоа е мојата порака за ова вечер. Да бидеме мотивирани. Ако си го даваме оно што е, да бидеме охрабрени понатаму да продолжиме. Ако сметаме дека поради неверие или поради непокорност или поради незаинтересираност за телото, не даваме во секој поглед да ги преиспитаме нашите патишта. И да го испитаме Бог барем во тоа, вели Господ. И да видиме дали тој навистина и за црквата како еден колективен благослов нема тој да ги отвори небесните прозори или отвори. Господ да ни дава мудрост во сето тоа.